Човештвото живее во ера на нихилизам, во негирање на сите вредности, и физички, и морални, и духовни. Нихилизмот како појава е присутен во сите сфери на општеството, но и науката, сметаат филозофите. Почнете од биологијата, почнете од физиката, од она емпириското што е што е перцептибилно и коменсурабилно, значи е подложно на мерење, на наблюдување и на експеримент. Секое едно нешто, секое поединечно нешто на крај завршува со распаѓање, со негово исчезнување, конкретно човечкиот живот со смрт. Кога говорите за политиката и општеството, тука проблемот е веќе се пренесува на едно друго рамниште, зашто тука немаме емпирија, тука имаме така да кажам спекулација. Тука имаме една волја за моќ во нејзината најперверзна форма. Кажаното, филозофите го подкрепуваат и со конкретни факти, од кои некои се директно поврзани со нас. Ако сакате конкретни случаи, нихилизам имаме во тоа што сега се случува на Македонија, тоа што се сака да се уништи нејзиното име. Тоа е само еден од многуте политички изрази на нихилизмот. После тој израз го имаме на светско ниво во распределбата на богатството, во негирањето на човековиот живот, на неговата вредност, достоинство, во име токму на тие вредности и достоинство кои што се узурпирани од естаблишментот и им се наметнати на поединците. Нихилизмот беше тема за која денес се дискутираше на правниот факултет во Штип. Дали сме денеска, дали ја живееме, дали сме суштество на нихилизмот, дали ја живееме ерата на нихилизмот и како да се справиме со тоа, добро ли е, лошо ли е. Инаку, нихилизам е филозофска школа која аргументира дека светот, минатото и сегашното постоење на човекот се без цел или некоја конкретна вредност. Нихилистите ги негираат вредностите на некој или сите социјални структури, власта и законот, нормите, вредностите и моралните принципи.